Добар ден, драги ученици, и добре дојдовте на видео часот по математика за прво оделение. Јас сум Билјана Лазареска, оделенски наставник во Основното училиште Верејоцик, Скопје. Денес ќе научиме да делиме броеви до 10 и да утврдиме кои броеви се парни, а кои непарни. Да наоѓаме половина од парен број предмети до 10 и да делиме предмети во две еднакви групи. Денес за таа цел со нас е Роботко, кој ќе ни помогне во нашата задача. Еден ден Роботко во својата соба на полицата виде врекички со копчиња. Тие му наликуваа на окцињата на другарка му Билка. Се мислеше тој и реши да види која боја од врекичките ќе може да ги подари на Билка. Но требаше да знае од кои броеви може да направи парови на окциња. Се мислеше како да го стори тоа. Бидејќи не знаеше, тој реши врекичка по врекичка да провери од која боја може да направи две групи со еднаков број на копчиња, а со тоа и Билка да има окциња во други бои. Најнапред започна со црвените копчиња, со врекичката со црвени копчиња. Ајде да видиме дали Роботко, кога ќе ги преполови црвените копчиња, ќе добие две групи со еднаков број на копчиња. Најпрво тој ги изброја копчињата во врекичката. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 копчиња. Имам 8 копчиња, кои ќе ги поделам во две групи. Едно копче на едната страна, едно копче на другата страна. Ги подели Роботко копчињата и доби 4 копчиња од едната страна, 4 копчиња од другата страна. Бидејќи секое копче имаше свој пар, бројот 8 беше парен или непарен број? Бројот 8 беше парен број, токму така. Бидејќи секое копче имаше свој пар, бројот 8 беше парен број. Ајде сега да видиме дали Роботко успеа да го преполови бројот 8 на два еднакви дела, односно две еднакви групи. Да, во едната група имаше 4 копчиња и во другата група имаше 4 копчиња. Што значи парниот број, односно бројот 8, можеме да го преполовиме, бидејќи добивме две групи од по 4 копчиња. Ајде да видиме дали Роботко, кога ќе ги преполови сините копчиња, ќе има ист број на копчиња во двете групи. Во врекичката имаше 9 копчиња. Тој почна да ги дели, но на крајот виде дека едно копче остана без свој пар. Бидејќи едно копче немаше свој пар, бројот 9 е непарен број. И што значеше ова? Ова значеше дека бројот 9 е непарен број и бројот 9 не можеме да го преполовиме. Зошто? Бидејќи од едната страна добивме 5 копчиња, а од другата страна добивме 4 копчиња. Затоа што немаме ист број на копчиња во двете групи, бројот 9 не можеме да го преполовиме на два еднакви броја. И бројот 9 е непарен број. Ајде да видиме како ќе ги преполовиме зелените копчиња. Што ќе се случи? Дали ќе има ист број на копчиња во двете групи? Бидејќи тој изброја дека има 6 копчиња во врекичката, почна да ги дели и доби 3 копчиња од едната страна и 3 копчиња од другата страна. Што значеше дека секое копче има свој пар, бројот 6 е парен број. Токму така. Но освен што е бројот 6 парен број, ние бројот 6 можеме да го преполовиме на два еднакви дела. Односно, од едната страна имаме 3 копчиња и од другата страна имаме 3 копчиња. Бројот 6 преполовен значи дека го добивме бројот 3.
На крајот му остана уште врекичката со жолтите копчиња. Тој изброја дека има 7 копчиња во нејзе, почна да ги дели, но веќе му беше јасно. Бидејќи недостасува едно копче, бројот 7 е непарен број. И бидејќи е непарен број, бројот 7 не можеме да го преполовиме. Бидејќи роботко го реши проблемот, сега знаеше дека врекичките со црвени и зелени копчиња може да ги подари на Билка. Тој реши да ја побара. Се обиде да ја побара секаде, но не успеа. Се обиде и во најблискиот парк да ја најде Билка. Одеше полека и размислуваше. Каде ли е, кај се скрила? Наеднаш ја здогледа и ја праша. Здраво, Билка, што правиш тука? Најдов копчиња како твоите очи. Ги делев на 2 еднакви дела и дознав дека можам да ти ги дадам црвените и зелените. Но дознав и дека тие 2 броја беа парни броеви. Таа се насмевна и му рече: Добро, ти благодарам многу. И јас се обидувам да решам една задача. Се обидувам роботко колачите што ги направив сама да ги поделам на 2 еднакви дела. Но никако не успевам. Ајде, јас ке ти помогнам. Јас сум тука. Колку колачиња направи Билка? Па јас направив 4 колачиња. Сега веднаш ке ги поделиме. Едно колаче мене, едно тебе. Едно колаче мене, едно тебе. Јас добив 2 колачиња. И ти доби, Билка, 2 колачиња. Што значи тоа? Тоа значи дека бројот 4 го поделивме на 2 еднакви дела. Сега, Билка, кажи ми ти дали бројот 4 е парен или непарен број? Па не знам дали е парен или непарен број. Што мислите вие, драги ученици? Бројот 4 е парен број, бидејќи можевме да го поделиме на 2 еднакви дела. Секој од нив доби по 2 колачиња. Сега роботко сакаше да го подели својот алат со Билка. Почна да дели. Едно мене, едно тебе. Едно мене, едно тебе. Едно мене, едно тебе. Еве гледаш, Билка, колку е лесно. Ти доби 3 алатки и јас добив 3 алатки. Сега, дали бројот 6 е парен или непарен број, Билка? Знам, бројот 6 е парен број. Токму така, бројот 6 е парен број. И тоа значи дека бројот 6 го поделивме на 2 места по 3. Тоа значи дека бројот 6 можеме да го преполовиме затоа што е парен број. Рековме дека само парните броеви можеме да ги преполовиме. Јас сега морам да си одам дома, Билка, и да решам домашната задача што ми ја зададе наставничката. Ајде сега, чао! Во дел 3, страна 13, тој почна да решава. Виде 4 цветови на едната страна и 2 вазни на другата страна. Веднаш му беше јасно што треба да направи. Ги подели цветовите на 2 места по 2. Потоа имаше 6 цвета. Колку е лесно и ова, од кога ги поделив копчињата на Билка, јас можам лесно да ги решам овие задачи. Овде ќе ставам 3 цвета, овде уште 3. Потоа имаше да подели 8 цвета во 2 вазни. Ги подели 4 на едно место, 4 на друго место. Потоа имаше 10 лалиња. Тоа е најлесно. 5 лалиња на едното место и 5 лалиња на другото место. Бидејќи 5 плюс 5 е 10. Сега, драги ученици, откако ќе го решите домашното, можете да го проверите со ова на роботко и да видите дали ви е точно. Бидејќи часот ни се приближува при крајот, ние треба да повториме дали научивме половина од парен број.
Рековме дека само парните броеви можеме да ги поделиме на половина. Ајде да видиме дали научивме половина од парен број напамет. 8, половина од 8 е 4. Токму така. Го имаме бројот 10. Половина од бројот 10 е 5. Токму така. Го имаме бројот 6. Половина од 6 е 3. Сосема точно. Половина од 4 е 2. Ова беше најлесно. Половина од 2 е 1. Завршивме за денешниот наш час. Но, јас имам една задача за денес за вас. Да отворите едно кесиче бомбони. Да ги поделите бомбоните на 2 еднакви дела. Едниот дел за вас, а едниот за роботко. Потоа да определите дали бројот на бомбоните во кесичката беше парен или непарен број. Доколку добивте непарен број, веднаш изедете едно бомбонче, за да не ве види роботко и за да имате подеднакво исти бомбони и да не се налути дека за него има